вечер, почитувани. Јас сум Горан Димитриевски. Ми представува чест и задоволство за мој прв гостин да го има Маријан Николовски од Сител. Маријан, ти благодарам за можноста да поразговараме. Благодарам на тебе на поканата и ти посакувам успех во оваа иницијатива, во оваа идеја за еден ваков, како се нарекува, поспецифичен подкаст од она што јавноста веројатно навикнала да гледа на интернет. Така, ти благодарам, Маријан. Почитувани, Маријан Николовски, веројатно повеќето од вас го знаат, едно од најзвучните новинарски имиња во Македонија, дипломирал на правниот факултет. Од 2002 година до сега е вработен во телевизија Сител. Во професионалната новинарска кариера од над 20 години соработува со повеќе медиуми. Во својата новинарска кариера тој активно се занимава со прашања кои се поврзани со работата и функционирањето на верските заедници. Тој е одличен познавач на религискиот живот во Македонија и на Балканот. Тој е автор и водител на една од најгледаните емисии на Иста страна, која има функција на промоција на меѓуверскиот и меѓуетничкиот диалог во државата. Емисијата успеа да внесе еден нов, позитивен придонес во медиумската јавност во државата. Таа е оценета како една од највлијателните во потрагата по заедничките вредности. Маријан Николовски е учесник, но и организатор на серија настани поврзани со меѓуверската толеранција и меѓуверскиот диалог. Маријан Николовски е основач и главен уредник на интернет порталот за верски прашања Религија МК, кој ќе претендира да прерасне во првата верска информативна агенција во Македонија. Тој е добитник на неколку награди признанија. Сметам дека ова е повеќе од доволно да немamo потреба толку. Еден плоден разговор, да имаме еден одличен разговор, кој верувам дека ќе ги заинтригира нашите слушатели. Ајде вака, Маријан, логично некако би сакал да почнам со првото прашање. Како новинар, што ве инспирираше вас да се занимавате со теми од областа на религијата и што ве мотивираше да го основате порталот Религија МК? Знаеш како во новинарската професија е професионална кариера на секоја личност, веројатно со тек на време се профилира или искристализира од еден сектор во кој што секој сака или најчесто се пронаоѓа себе. Јас сум работел се што во новинарството, но некако црковните прашања и верските односи стана некако доминантна во тој период. Можеби случувањето околу Македонската православна црква и нејзината автокефалност, кои што во периодот кога ја почнав со новинарство беа едни од централните и најважни теми, со нив се отвараше медиуми, вести, се отвара информациите беа главни, со оглед на тоа дека се случуваше тогаш онај период на современиот раскол меѓу Бранишковски и останатите владици на МПЦ, односите со Српска црква. Потоа набрзо дојде побоениот конфликт, состојбата во исламската верска заедница и еден период на процес на обид на одредени структури за некаков политички превласт над власта во исламската верска заедница, па и тука работите беа повторно во жижата и секој млад новинар, кога знаете како е, кога си млад новинар сакаш да те има во првите 5 минути вести. Ако те нема во првите 5 минути вести, тоа значи дека не си работел ништо значајно тента. И така некако се наметнаа тие работите и тоа влезе во тој процес. Јас продолжи да ги следам по долг период работите и дојавме како логична след на околности, како стареете, така ви се менуваат приоритетите и модерно беше нели отварање на интернет портали после таму некаде 2013, 14, 15 година. И сметав дека можеби има простор и се уште мислам дека има простор, затоа што не е само тоа Македонија, има и на други држави, да се направи специјализиран портал кој што сакам да разграничам луѓето да знаат. Јас Религија МК не е верски портал, не е веронаука за да зборуваме за религија, ова е за православие, колку е тоа добро, колку е значајно. Религија МК е новинарски производ. И таму ќе прочитате све што е поврзано со религијата, од политика
до економија, можеби до било што, политичка теологија, секој што на некој начин задира или е у некакви корелации, релации со религијата, со политиката без разлика и религијата, политика и економија без разлика дали е тоа ислам, дали е христијанство, дали е будизам или ништо или некој друг тип на религија, но е на некој начин тоа е новинарски производ. И често се чувам кога ќе ги читам коментарите на социјалните мрежи, ми се малку смешни од типот, вие сте еретици, ова православието треба да пишувате добро. Знаете како не, ја не пишувам добро, ја пишувам како новинарски производ за лошите работи. Во новинарството се пишува за лошите работи, за добрите работи не се пишува, имате кај да видите, ако сакате добри работи, слушате литургија, идете у црква на литургија, не да читате религија МК, таму нема да научите литургија. Литургија се учи в црква, езан или такви работи се учи у џамија, кој сака да се едуцира верски, ќе си оди кај теолог, кај оџа, а кој сака да добие информации, може да седне да чита религија МК. Веројатно тука ви го поставиле прашањето Библијата, Куранот, дали сте ги читале, дали сте запознати за да зборувате за... Сум ги читал, да. Ја ги имам и дома и на мојата библиотека стојат еден од друга и Библијата на македонски јазик, и Стариот и Новиот Завет, и она издание кое е издадено, мислам дека со благослов, како се нарекува на исламската верска заедница, Куран на македонски јазик. Тој го имам читано, затоа што тој го има во Македонија доста. Така. А дали религиите, освен што ги покривате медиумски, активно ги проучуват истите, имајќи предвид дека во Македонија сме нели малку послаби со религиска литература, или вака овие подкасти, ова е нешто да речам ново, ако земеме за религии конкретно да зборуваме, нема многу искрено, еве, само религија МК како портал, вие како новинар, нели како што спомнав познат, нема многу други. Успоредно пред се мислам со другите земји од регионот и да не зборуваме Европа и светот. Одвојувате, имате ли време да одвојувате време за или колку време ви останува за проучување на религиите или дружење со верски лица конкретно за... Поран, јас се обидувам, знаете, че мојот професионален ангажман да го позиционирам токму во тој контекст и покрај оно што е службено работење медиум, работење на религија дома приватно или било како и едукативно, да речеме, плюс на она што подразбира од мојата едукација досега, се обидувам да се фокусирам токму на релациите на државата, на верските заедници. Веќе извесен период, претпоставам дека знаеш, се видел, пошто знам дека често знаеш да отвориш религија, дури понекогаш да дадеш добронамерни совети или информации кои се однесуваат за споделување, бидејќи јас стварно немам време секогаш се да пратам и ти благодарам за тоа. Знаеш дека веќе подолг период заедно со Институт за политички истражувања Скопје и КАС, фондацијата Конрад Аденауер, го спроведуваме можеби единственото истражување на јавноста во Македонија како некаков, ајде да речам, религометар или религиска проверка на перцепцијата на јавноста за одредени општествени прашања. Најмалку 2 пати, понекогаш и поможеби и 3 пати во текот на годината, зависи од динамиката на различни теми и до сега мислам дека е направено од таму некаде 2017 или 16 година за овие 6-7 години околу 5-16 истражувања на јавното мислење, кои што се, пак ќе потенцирам, на ниво на научни податоци кои што се достапни јавно и на религија и на КАС. Мене многумина луѓе кои што се занимаваат со наука, особено од регионот, студенти, универзитетски професори или од Европа, лично контактираме барајќи дозвола дали може да се користи. Јас им кажам дека се отворени за користење, така што велам, литература има, но многу малку веројатно се зборува во општеството за потребата од препознавање на релациите меѓу државата и верските заедници, особено во мултикултурно и мултирелигиско општество, како што е македонското. И мислам дека, шо знам, има луѓе кои се занимаваат, може да се најде и одредена литература, но не е толку тоа можеби привлечно за луѓето, можеби нешто друго повеќе ги интересира, политики и така натаму.
А што мислите како медиумите можат да ја балансираат, кога сме веќе кај овие прашања, потребата за известување за контроверзни или чувствителни верски прашања со потребата да се избегне сензационализам или да се придонесе кон стереотипи? Медиумите се клучниот аспект на функционирањето на ваквите прашања во едни општества како што е македонското. И јас многу пати сум зборил за тоа, дури знаеш дека правевме една емисија, правевме сите водещи, беше со екстремно висок популарност меѓу луѓето, се играше на иста страна која што имаше за цел да промовира позитивни вредности меѓу луѓе од различна верска и етничка припадност во Македонија, знаејќи дека ние општеството на тоа што ние, знаеш, некој ми вика, ама ти тоа што го покажуваш не е реалноста. Да, јас не викам дека тоа е големата реалност, но малата реалност е тоа, ние прикажуваме реални примери, сакајќите им ја остапиме просторот да ги направиме видливи за поголемата реалност и поголемата слика на луѓето, да видат дека може тоа да функционира најнормално, без разлика дали некој е етнички македонец, албанец, турцин, влав, бугарин сега, нели модерно или како, или дали е религиски муслиман, христијан и така натаму. Мислам дека медиумите многу малку посветуваат време на тоа. Редакциите немаат луѓе кои што се едуцирани религиски за да можат да препознаат конфликтност во информацијата која што би ја пласирале во јавност. Односно, дали таа информација, начинот на која пласираат е преку е важен сензационализмот или пак таа информација треба да придонесе нешто друго, не да се сокрие информацијата, него начинот на како да се пласира, и сметам дека тоа е еден сериозен проблем за медиумите во Македонија. Многу пати сум заговарал дека треба да се прават едукации на поглед на тоа, но за жал невладините организации, оние кои што се занимаваат со спонзорирање на проекти, во Македонија не наишле на таков слух, веројатно не е било приоритет. Кога ќе дојдеме до конфликт, тогаш истураат пари. А јас сметам дека превентивно треба да се работи, не кога ќе дојдеме до конфликт. За среќа сега сме добри. До сега сме добри за среќа. Барем на верска основа. Да. А генерално иако има спорадични моменти кога кризите знаат да видат, но мислам дека верските заедници тоа добро го балансираат. А таа емисија што ја спомнавте на иста страна, може ли генерално да кажеме вашето искуство беше прифатено од пошироката јавност или не? Позитивно. Знаете како, зависи од кој аспект ги гледате. Јас се радувам што самите финансиери кои што беа, бидејќи тоа беше проект на наш проект финансира од USAID, наш проект мој на една група млади луѓе со една невладна организација. Таа само се имитуваше на телевизија Сител и секако на религија МК, кога финансиерите правеа интерни истражувања на развојот на проектот, како функционира и какав е импактот. Јас бев дури изненаден од начинот на кој што беше прифатена позитивно емисијата во јавноста, дури не очекував дека е до тој степен. Сега да кажам една друга работа. Јас доаѓам од медиум кој што Сител поприлично извесен период, последните можеби 13-15 години, и не беше баш некој медиум обилен, да речеме кај една етничка популација во државата, да не навлегувам поради причини кои, но оваа емисија мислам дека го промени мајндсетот и сваќањето од погледот на одредена на таа иста, да речеме, етничка групација кон телевизијата или можеби кон својата. Јас сум се соочувал со многу позитивни примери. Ќе кажа, например, кога идевме да снимаме во Шиповица, бевме изненадувачки добро прифатени како добронамерни пријатели, пријателски настроени од, да речеме, моментот да комуникација до чај во чајджилница, до испраќање, до снимање без никаков проблем. Така што мислам дека самиот аспект, самиот контекст на таква една емисија разбудува позитивни моменти и не остава простор луѓето да се фокусираат на негативност. Сега вие ќе најдете секогаш луѓе од едната и од другата страна кои ќе најдат, како се вика тоа, влакно
се и Да. ќе како она една фотографија има што се кружи по Facebook, јас и владиката Пимен во тоа е првата емисија снимена во џамијата во Ресен и сега оние нели големите патриоти од православието кои што се го штитат од се и се што ја кружат и бадат како ние владиката тебе. Пимен владика кој многу добро знае што прави и како прави. Седнувањето во џамијата за време на снимањето е во контекст на искажување почита, не е контекст дека владиката седнал и молел заедно со муслиманите за време на мислам знаеш како изгледа во џамија, легнеш, можеш да седнеш нормално, начинот како што си седнал, си искажал почит. По тај начин и премиерот Груевски, и премиерот Заев и некои други беа да искажат почит на големите муслимански празници заедно со верниците и нормално е кога сите седат во џамија ти да изкажеш почит да седнеш, а не да стоиш исправен, така што, но како и да е, нека постојат секаде ликови кои што прво не разбираат ништо во животот, а второ се најгласни кога сеат за тастатурата. Кога ќе ги видиш на улица, први ти прават лици. Ти вика, леле, колку беше убава емисијата, а многумина од нив претходно сум ги читал што глупости пишувале по Facebook и само ја викам, добро е момчко, ово е момче, шетај, терај, уживај, жив и здрав да видиш. Така, Добро, кога веќе спомнавте влегување во џамија, кои се некои од вообичаените заблуди или стереотипи што луѓето во Македонија, зборувам за немуслиманите генерално, ги имаат за исламот или муслиманската заедница, нешто што вие сами го доживеавте и како лично искуство нешто? Знаеш како, не знам, јас можеби во животот повеќе се дружам со луѓе кои што немаат стереотипи, можеби од тој аспект не се преоптеретува многу, но така. Постојат стереотипи, не дека не постојат стереотипи, знаеш како. Но ја Например, ова влегување во џамија, не имаат ли луѓето некој стереотип дека ако се влезе во џамија ти готово стануваш муслиман, тебе те чека нешто? Да, тоа е првото што бараш да влезеш во џамијата или било каде. Иако нити ќе стане некој муслиман ако влезе во џамија, нити ќе стане некој христијанин ако влезе во црква. Така што, но тоа е резултат на непознавање и одраз на непознавање прво едни со други, а второ непознавање на културата на луѓето со кои живеете близко едни до други. Чинам дека тоа е повеќе истакнато кај луѓе кои што немаат допирни точки со таквата ситуација, инаку кај луѓе кои што живеат во мешани средини, тоа не е никој проблем и таму не претпоставам дека постојат стереотипи. Искрен да бидам, мислам дека во Македонија на религијска основа и нема толку голем изразеност на стереотипност, може би има некаква неутралност, некаква воздржаност едни кон други, но класичен тип на стереотипност од кој би требало да предизвика негативност, мислам дека нема и тоа може би е добро. Оваа воздржаност повеќе мислите како верските лидери имаат некаква воздржаност или народите генерално? Не, луѓето имаат повеќе воздржаност, едноставно ги почитуваат различните од себе во степен на почитување, знаеш, на оние што се пријатели се пријатели, но оние кои што не знаат, веројатно така стојат малце повоздржани, па не коментираат јавно. Пак ќе кажам, тоа е зборувам за генералната слика, не зборуваме за поединци кои што мислат дека знаат се и се што дека тие се богови на светот. А како ја оценувате улогата на верските водачи денес, институции во промовирање на поголема толеранција и почитување на различностите? Ако ме прашаш како би ги оценил од 1 до 5, ја би им дал 2 на нив, затоа што мислам дека знаеш како, ја ги оценувам дека они не прават проблеми, но не прават ни нешто многу добро за да ја зајакнат верската толеранција. И тоа не ми се допаѓа. Единствената емисија која што успеав да снимам во тој серијал беше да ги седнам на кафе поглаварот на МПЦ и поглаварот на ИВАЗ, иако за војна на вестината и двајцата се согласија дека ќе се договорат, но никогаш не се усогласивме кој од нив е слободен во исто време да бидат слободни и да се договорим да го направиме тоа снимање. И тоа ми остава печаток на баш на таквата резервираност. Океј, ние сме добри, фини, но до тој степен сме. Знаеш, јас сакам повеќе, но мислам дека тоа е добро. Како да јас дека сакам
Его видам и поглаварот на Исламска верска заедница на Великден во МПЦ кај архиепископот на Јајца, сакам да го видам и архиепископот кај поглаварот на Иваза за Рамазан на баклава. Сакам да ги видам имамите и теолозите од двете верски заедници да дебатираат по јавноста отворено за прашања кои што ги засегаат општествените околности, а на некој начин се поврзани директно или индиректно со религијата, например законот за родова еднаквост сега што функционира, не знам, сакам да ги видам да зборуваат за меѓуетничките конфликти на младите во поглед на фудбалски превари или било како, да дадат позитивни примери и совети кои јавноста ќе ги гледа дека заедно комуницираат и заедно размислуваат, нема да биде негативниот набој. Но велам, веројатно сегашниот аспект е подобро е да не таласаме, да не сме видливи, така спорадично ќе функционираме. Сега Комисијата за односи со верски заедници формираше некаква група за соработка меѓу МПЦ и ИВАЗ, и тоа е окей, добро е да видиме што ќе се изрази. Од тоа еден период тамо после војниот конфликт имаше една друга иницијатива која траеше многу подолг период и мислам дека таа води доста со позитивен плод. Тоа беше комисија една за меѓуверски диалог составена од 5 представници на 5 верски заедници кои што долг период функционираа меѓу себе и велам може повеќе. Затоа велам солидна двојка им е доволно на нив, затоа што не заслужиле тројка, четворка, за да заслужат петка, треба да се помачат и да излезат од својот конформизам на кабинетот, на кабинетско действување и на улица да разговараат со луѓето од едните и од другите. А можно ли е во некои идни проекти да ги видиме? Би можеле ли да ни кажете за некои предстојни проекти слични на овој, дали планирате нешто? Јас се сомневам затоа што за жал поглаварите на двете најголеми верски заедници според мене се повеќе знаеш како административни луѓе. Полесно е да седнете на иста маса професори од богословски или од исламски факултет за науки, можеби оџа и свештеник, колку да речеме крупните риби, но да видиме, не знам, можеби времињата ќе променат нешто. А спомнавте за родова еднаквост, мислам пред малку. Вас ви гостуваше епископ Јаков, нели? Да. И тоа беше интересно, мислам дека од 2023 година, ако не е едно од најгледаните видеа на YouTube каналот на Сител телевизија, значи граѓаните, следбениците на религиите се гледа дека овие теми ги интересира, дека сакаат да дискутираат, меѓутоа пак велам и вие сам мислам дека напоменавте. За волја на вистината, Јаков отвори суштинска дебата околу законот за родова еднаквост, кој што веројатно претходно не постоеше у таа форма. И тоа е добро. Јас таквите дебати затоа велам ги охрабрувам и тоа е добро. Што ќе произлезе од таа дебата на крајот, сепак одговорноста ќе си ја понесе самото Министерство за труд и социјална политика како закон дали ќе донесе или нема да донесе. Но што велиш и ти, самата гледаност која и да, се согласувам дека може би едно од најгледаните покажува дека луѓето ги интересираат таквите теми. Затоа велам дека верските заедници треба да бидат присутни. Ние сме секуларна држава, но не сме атеистичка држава. Знаете како по устав МПЦ има за католичката заедница, црква, еврејската заедница и методистичката црква се уставна категорија во Македонија. Тие се запишани во уставот, тие се уставна категорија и сите тие имаат статус на државотворни на некој начин организации кои што функционираат под закрилото на државата. Тие се секуларни, тоа значи секуларноста разбира дека државата не може да се мешаат во односите на државната власт, во функционирањето, да се носат одлуки нивно влијание, но уставот дефинира дека секој има право на слобода на израз и по етничка, верска, но и по етничка и верска и религиска компонента, што значи никому не му се оспорува правото и на нивните представници да го кажат своето мислење. И затоа бев жесток критичок на она кој ќе речат некој што има црквата или како беше она плакатот на девојка, не е битно. Не, напротив, црквата, исламска верска заедница, сите имаат право да зборуваат и треба да зборуваат, ја оправдано да зборуваат. Одлуките на крајот од денот ќе си ги носат политичките
актери и ќе си ја носат одговорноста за тоа што донеле таков или поинаков закон во општеството. Не можете вие да забравите, но корисна е нивната дебата, затоа велам, Јаков отвори Да, например, ова последно сериозна сега- дебата која стварно Да. отвори прашање кое што па еве, се например, сега размислување. последната недела исто едно прашање околу секуларноста се наметнува, тоа е со девојчето од ромска националност во Окочани, кое со шамија сакаше да присуствува во училиште. Не Јас знам тоа, дали ако Да, мислиш на онаа фотографија со заменик министерот за внатрешни, да, ама да бидам искрен, тука се не отвори успеав, таа тема повторно да секуларност. бидам искрен, не успеав да го доловам контекстот на целиот случај, ако не ти е проблем прераскажи ми во секунда. Па јас тоа што можев да забележам на интернет, девојчето не беше дозволено да присуствува на час со образложение дека ова е нели секуларна држава и дека шамијата е само за во џамија. Значи тоа е она што јас го Ама забележав. мислам дека тоа е дискриминација затоа што оглед на тоа дека во Па именно така. образовниот процес веќе постои практика на Да, девојчето да. носат шамија, ако не се лажам. Да. Па за тоа е сега дали тие ја прекршуваат секуларноста или не, дали е тоа верска слобода или не. И само заради тоа што не се зборува според мене отворено и не се дефинира. Ова е одлична тема во која треба да се отвори дебата во јавноста. Да, баш од тој аспект е или не е нарушување на секуларност. Е моје лично мислење дека не е, но како да кажам, значи тие се работи за кои што треба да се зборува, не да зборуваме од аспект на негативност и дали треба да видиме не. Ова отворено прашање, да го видиме мотивот кој што е, како е, зошто едно мало девојче, дали тоа има потреба од религијски, од традиционални вредности, дали некој од родителите, дали сама, кои се желбите. Сите тие во контекст на прашање треба да се зборуваат. Не мислам дека не треба да се зборуваат, не знам како да кажам. Така. Ајде ќе привршуваме за почеток. Мислам дека не треба да биде нешто многу долго. Би сакал да ве прашам каков совет имате за поединци или групи кои сакаат да започнат еве вака некои конструктивни диалози за кои сега нели зборуваме, или да градат мостови меѓу различни верски и културни заедници во Македонија. Значи без разлика дали темите се прифатени, дали се табу теми, меѓутоа да бидат со некој религиски, би рекол, предзнак. Како совет давате? Дали мислите дека кај нас ваквите теми би биле прифатени или секоја тема може да биде прифатена. Прашањето е до кој степен ќе оди гледаноста и каков ќе биде фидбекот, но мој совет за тебе, условно кажам, ако можам јас да дам совети, ако не се сметам за многу паметен за да треба да дам совети, но ја кога би правел вакви контексти би им оставал повеќе простор на позитивни примери, не знам. Сакал твоите подкасти да видам еден пријател муслиман, пријател христијанин кои што раскажуваат за своите меѓусебни релации, односи, не знам, сакам да видам контекст мешани бракови, сакам да видам, да гледам позитивни примери на релација меѓу луѓето од различна вероисповест, за на крајот од денот, за да секој го свати религискиот аспект како индивидуален чин на тоа што тој верува или не. Затоа што ако не можеме да одиме по филозофијата на тоа дека македонците се православни и се што не е православно ние ќе ги искомуницираме. И така дојдовме до ситуација да денес ќе имаме луѓе кои се декларираат како торбеши заради тоа што 70 и повеќе години државата ги маргинализираше македонците со мисломска вероисповест. И себе сами се декларираа 70 години и повеќе дека се македонци, но се муслимани едноставно, се религијска вероисповест христијани, но нема никаква шанса од државата да добијат можност и најдоа начин, да речеме ги натерала маката, од листа се пишуваат турци, албанци, не знам било како, некои од нив еве денеска заговараат концепт за торбешки идентитет, во ред нивно чувство, јас го почитувам, немам проблем, но сакам да кажам дека тоа е резултат на глупото и погрешно сваќање дека етничкиот идентитет мора да кореспондира со верскиот идентитет. Тоа не е така.
Апсолутно не е така. И тоа е, значи, секој идентитетот етнички е лично чувство, идентитетот верски е чувство кој може да кореспондира, но не мора да кореспондира еден со друг. Така. Тоа, 30 на минути, мислам дека е ти доволно. благодарам за Ти благодарам, јас ми представуваше наистина голема чест и задоволство да еве на еден ваков начин започнеме да видиме како ќе оди. И навистина вие одвоивте време, за мене е многу драгоцено ова време што го одвоивте. Па се надевам дека понатаму конкретно на некоја тема може да се договориме, да Важи. видиме, да разговараме како ќе биде, доколку нема нешто предстојно што планирате, некој конкретен проект како тој на иста страна, доколку Во моментов не, али тука сме. нема, но тоа е тоа, Маријан, почитувани. Тоа беше Маријан Николовски, новинар од Сител телевизија. Ви благодарам за можноста уште еднаш што поразговаравме и пријатна вечер. Поздрав, фала ти.